УЈП, Централен регистар, Царина, истрагата треба да покаже кои од државните институции биле дел од криминалната шема на струмичкиот бизнисмен и кум на фамилијата Заеви, Ристо Крмзов. Дел од експертите се убедени дека Ристо Крмзов без самин од државата не можел да направи ништо, а не како што тврди МВР, да регистрира фиктивни фирми и да цица од државната каса поврат на лажен ДДВ. Поранишниот началник Љубомир Ѓурчевски тврди дека обвинителството потврлило во случајот со Крмзов, бидејќи на ваков комплексен и сложен криминал, тој не е во притвор, туку само му е одземен пасошот. Во притвор не се ниту неколку минута слушани. Осомничени дека се дел од шемата на Крмзов, нив не им е одземен ниту пасошот. Крмзов може да влие на сведоци на вработените во институциите, појаснува Ѓурчевски. Сите се сомневаме дека имаме потврлање во јавното обвинителство со оглед дека за вакав тежок и обемен криминал со причинета огромна штета врз буџетот на Република Македонија и визави сите оние други сомневања кои што треба да излезат и за други фирми, за други моменти, еве ги излегуваат нели со царенициве. Веќе и тој момент, значи таа состојба мораше да има ефективен притвор. Ѓурчевски потенцира дека во случајот со Крмзов треба да се истражи кои вработени во Централен регистар регистрирале фантом фирми, кои инспектори во УЈП не правеле контроли, а кои цариници замижувале за шверцот на граница. Според поранишниот началник, и со одземен пасош Крмзов може да се замине со цела фамилија и капитал што го има, како тоа што лани го направил Трајча Заев, па државата нема да има што да конфискува. Фирмите се фирми поединци кои што може да бидат односно фирми на умрени од непознати. Тука треба дел од истрагата треба да биде насочена и према Централниот регистар, значи кој без да утврди идентитет на основачот на фирмата ја регистрирал таа фирма во Централниот регистар. Управата за јавни приходи била должна да изврши финансиски надзор ако имаме побарување на поврат поголем од 1000 евра, била должна да изврши финансиска контрола и тоа да го констатира со записник по кој основ се стекнал со правото на поврат на ДДВ, што сето тоа е пропуштано. За шверцот на брендирана роба на Крмзов за Алфа сведочеше и поранишниот полицаец Никола Бучков. Тој тврди дека откако сопрел камион регистриран на фирма на Крмзов без документи за царина, преживувал пекол од претпоставените, а лично министерот Спасовски му го потпишал отказот. Добивал закани и притисоци од шефовите веднаш да го пушти шоферот на струмичкиот камион преполн со брендирана роба што се истурала на пазарот во Шутка. Обвинителството за организиран криминал и корупција, полицијата и УЈП пред еден месец извршија претреси во домот и во фирмите на Крмзови во рамки на предистражна постапка за даночно затајување, даночна измама и перење на пари. Засега обвинителството нема срочено обвинение, ниту има информации дали истрагата за Крмзови ќе биде проширена.